Извини, мамо, повраќам. Од фарсата за подчинувањето. Трейси да се подчини. Сестра ми Трейси, скромната подчинета невеста. Треба ќе го командува Скот како сака. Не, мамо, не ми треба твоето друштво. Што? Јас да ги забавувам гостите додека ти не се освежиш? Па ти не си свежа веќе 30 години. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang. He shoot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shoot me down. Music playing and people sing. Just for me the church bells ring. Немам многу познати меѓу гостите долу, па барам да видам пријателско лице. Во невестинската соба. Колку е убава оваа соба. Паметам, кога бев мала ви доаѓавме на гости. Се сеќавам. Таа ја обожаваше сестра ми. Сите ја обожаваа сестра ми Треси. Дури Треси самата си се обожаваше. Мене ми е чест што сум деверуша на свадбата на твојата сестра. Јас не ги сакам многу свадбите. Ги избегнувам кога можам. Оваа не може да ја избегнам. Згоре на се, Треси не наговори да ги облечеме овие одвратни фустани, да ги ставиме шапкиве на главите. Видете да личиме на летечки монахињи. Мене ми се допаѓаат шапките. Мене ми... Дојдов порано, но еден идиот со кого очигледно некогаш сум имала нешто, ме приплешти така на паркингот, почна толку лошо да ми го джваковото и да ми кажува колку многу се радувала што ме гледа и дали би можело повторно да се видиме. Јас му реков, само за да го испркам, се разбира, ако имаш $300. Не му го рекла тоа, гарант. Што и да му реков и онака исто ми се фаќа. Веќе ме бија лош глас дека сум кралица на лошата репутација. Ништо не е со репутацијата. Мајка и, например, се уште го користи оној израз она мала курва. Ма ти си луда. Мајка ми од секогаш ја сакала. Миредит, мајка ти не може да ме поднесе. До ден денешен не може да ме гледа пред очи. Се уште не може да се помери со фактот дека сум имала некако си лошо влијание на твојата постара сестра, која што за среќа е, видете, денес се маши богато како што твојата мајка би сакала, а ние сме деверуши облечени во овие одвратни фустани како полнети марганети управувани од невидливиот конец на твојата сестра. Кога ќе погледнам наоколу во црквата за време на венчавката, јас сватив дека со половина мажи сум спиела. Мислите ли дека ќе забележи некој ако си заменам од одвратнава свадба? Да, ќе забележат оние половина мажи со кои што спиела. Ова е најразовата, најодвратната свадба на која што сум била. Мора да направиме нешто по тоа прашање. Сакам нешто многу ужасно, многу страшно, скандалозно да се случи за време на вечерата. Мередит, еден оној сладок тип со обед кан увото кој што ми се пушташе вчера за време на пробната вечера. Сестра ми излегуваше со еден кој носеше обетка на увото, но мама и тато и рекоа да раскине со него. Френсис, сестри е постара од мене, уште им дозволува на мама и тато да ја кажуваат што да прави. Ретардирано! Не, Бог рекол почитувај ги мајка ти и татко ти.
Плавиот пил беше првото нешто што го видов за време на венчавката. Светлината така му паѓаше врз лицето што ви се колнам срцето ми се растрчуваше. После надвор го видов како и се пушта на една тотална кучка во ленен фустан со гол грб до газот. И се смееше со истата насмевка со која порано ме тераше да мислам дека му значам нешто. И тогаш се сетив како безброј пати го чекав и се јави на сестра ми за јас као случајно ја кренам слушалката. Се сетив и на онаа ужасна ноќ кога седев пред неговиот влез и зјапав во паркираната кола на Трейси додека таа внатре се беше со него и само сакав да умрам. Таа ноќ пропушив. И кажав и неизе дека сум влюбена во него. Таа не се налути, ме третираше како детиште во пубертетска криза. Не, Трейси, тоа не беше пубертетска криза. Јас го сакав Томи Валентин. И ако некогаш умрам од рак на бели дробови, Томи Валентин ќе биде крив. Боже, колку сум емоционална. Мереди, Тушо, сите сме ние премногу емоционални, само ти од секогаш си склона да ги драматизираш работите. Јас прво не можам да поверувам дека сестра ти го покани на свадба Томи Валентин. Па сите знаат дека е бивши. Јас не можам воопште да поверувам како тој се напати да дојде на проклетава свадба. Кога дознав дека Томи Валентин ќе дојде на свадбава, си облеков страшно скапи и ужасно неудобни гатички, само да може Томи Валентин да ги скида по посак. Сепевме само пред 3 месеци. Налетав на него случајно во едно од оние кафички што пуштаат музика само од 60-тите години. Не ги сакам многу тие местенци. Само таму барем не сум највозрасна меѓу клиентите. Му реков здраво, Томи, изгледаше он среќен што ме гледа, рече здраво, почнавме да флертуваме, ништо сериозно, онака невино. И после тоа го затворивме кафичот. Ме праша сакам ли да одиме некаде насамо, му реков слушај Томи, тоа не е добра идеја и само што го изговорив тоа, завршивме на паркингот зад супермаркетот на циментото. Вау! Ти ме растури! Тоа беше најдобриот секс во мојот живот. И после тој ти се јави. Не. А сега надвор е готов да го искине фустаном од грбом на слабана кучка и да ја ебе до безвест. Боже, колку сакам да сум на нејзино место. Чекај малку, вака. Значи, тој ја остави твојата постара сестра, како дете знаеш дека ти си заљубена во него, после 10 години се среќавате и се ебете на паркингот, извини, на циментото, потоа тој никогаш повеќе не ти се јавува и ти продолжуваш да го сакаш. Убаво ли те разбрав? Па што да правам кога го сакам? Тоа не е љубов, тоа е страст, Мередит. Триша? Ти со колку мажи си спиела? Со 100. 100? Не знам, не сум ги броела. Ужас! Да, но Томи Валентин има спиено со преку 1000 жени. Со нетрпение го чекам времето кога Томи Валентин ќе остари и ќе го изгуби шармот. И тоа ќе се случи. Не убега. Ќе стане како е оние стари, затрвените старчиња во кои што на крај се претварат убавите момчињата. И ќе има голем црвен подоен нос на алкохоличар со испукани капилари. Да, и пивска стомач. И ќе носи панталони за гол. Вау! Зелени, што ќе му бидат тесни во газот. Да, и кошула раскопчена се до патове. Не! Ништо такво нема да се случи. Колку повеќе ќе старее, толку подобро ќе изгледа. Нема да качи ни килограм. Ќе носи тесна мајчка и фармерки, косата ќе му посиви и ќе биде толку прекрасен, срце да те заболи кога ќе го видиш. А ние ќе се претвориме во дебели крави, ќе се шлакаме со куп шминка, косата ќе ни оречи од претераното виткање и фарбање, ќе фатиме рак на кожата од претераното лежење на сонце и едно утро ќе се разбудиме и ќе сме умрени. А Томи Валентин
ќе ти го чита некрологот во весникот и нема да се сети дека те познава. А камоли дека некогаш воопшто и те ебел. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, baby, I love you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't fade away, for it's hard, our money is all we spend. I guess that's so we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. I'm sad you're around, and if I get scared, you're around. They say your hair's too long, I don't care, you I can go on. Then put your little hand in mine. There ain't no hero on you we can't find. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Ми се смачи пустанот. Риса, сакаш да имаш деца? За да имаш деца немаш потреба да имаш маж. Знаеш што? Технички има потреба. Да, но нема потреба да си зациментирана за него. Не! Тоа не е праведно. О, што се однесува до мене, нема никаков проблем. Бог рекол дека треба да се мажиш за да имаш деца. Френсис мила, од каде пак ти знаеш што кажал Бог? Така пишува во Библијата. А дали некогаш може би ти текнало вака на памет дека Библијата е напишана од мажи? Библијата е светото слово на Господ. Френсис мила, нели мислиш дека е подобро да заминеш некаде каде што луѓето не расудуваат? Немој ти да ми кажуваш зашто смеам, а зашто не смеам да зборувам. Ти тоа право го немаш? Мереди! Ти имаш толку многу слики од Томи Валентајн! Да! Убав бил! Убав бил! Се уште е убав. Да, се уште е долу и ми се пушташе. Што? Епа да. Стоев долу до сендвичите, тој дојде и ми рече дека никогаш не сме се сретнали, но имал чувство дека ме познава. Идиот! И ми предложи да отидеме некаде после свадбата. Одвратно, копиле. Не, јас мислам дека тој само сакаше ние да разговараме. Да, токму тоа го сакал. Не ми се верува. Дошол на свадбата на својата бивша девојка, а при тоа спијал или им се пуштал на сите нејзини заверуши. Мередич, што ти е? Ништо не ми, ништо. Не ме снимај, ништо не ми е. Мередич! Ти направил нешто? Не, ние имавме нешто. Знаеме. На паркингот. Не, на паркингот, многу пред тоа. А ти колку години имаше тогаш? 12 и половина. Ужас! Одам да го најдам тој ѓубре и да му кажам дека е луд! Одамна беше, никој не смел да
ни да ме погледне, а тогаш навистина му се допаѓав. Секогаш ми носеше мали поклончиња кога доаѓаше дома со сестра ми. Беше и оној ден кога освоив прво место на надпреварот по пливање. Тоа беше најсреќниот ден во мојот живот. Вечерта на Бадник, сите си легнаа. Јас си бев во мојот кревет. Си фантазирав разни работи, мечтаев за него. Тогаш тој тропна на вратата, Тивко, многу Тивко. Рече, тој и јас требало да се запознаеме подобро. И јас го сакав тоа, разбираш? Јас го сакав, тој ми Валентајн, јас бев заљубена во него, го сакав, разбираш? Го сакав, тој ми Валентајн на небе, разбираш? Се го сакав, тој ми Валентајн. И во тоа нема ништо лошо. Сите сме љубовитни првиот пат. Си сакала, си го направила тоа. И тој го сакал исто, тој го направил. Но со дете го направил. Тоа не е љубов, тоа е злосторство. Колку време траеше? Само 2 пати после рече мора да прекинеме од једечко на сестра ми. Слушни ме, ти треба со некој да зборуваш за ова. Ова не е љубов, Мередит. Ова е злосторство. Ова е сексуално злосторство. Ама беше никој Как ми се не мисли во главата на еден маж кој што еве 12 годишната сестра на својата девојка. Как ми мисли? Как ми мисли? Не сме да дозне тоа те молам. Ја мразам, ја мразам. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it, lice do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People saying Здраво. Како си? Па чуден ден. Која смисла? Многу чудна свадба. Свадбите се говори се чудни. Дома имам едни кожени чевли со кои одам на работа, ги разказував цела вечност и сега се најудобните чевли на светот. Го замолив зетот да дојдам со нив на свадбата, затоа што инака никој не ме не забележи. Знаете што рече тој? Да, прашам Трейси. И се разбира таа рече. Не! Не! Јас морам да ги облечем овие тврди нови чевли да ги останатите терен и сега умирам од болка. Да, свадбите се секогаш чудни. Сите влегуваат со некое преголемо очекување, потоа се распаѓа и се станува Абсурдно. точно. А ти Што јас? се забавуваш? Јас секогаш се забавувам. Да. Тогаш зошто сме нервозни? Па затоа што се допаѓам. Си се допаѓаме ли? Мислам да. Допаѓаме. Ми звучи толку наивно. И сега што ќе правиме? Треба ли нешто да правиме? На секој мој прашање да говориш со контра прашање, постојано да се спротивставуваш. Сакам кога ми се спротивставува. Веруваш ли во Бог? Размислуваш ли за смртта? Кога за прв пат имаше секс? Кога за прв пат ти се допадна да имаш секс? Се чувствуваш ли виновна затоа што животот не те исполнил со прешки? Никогаш.
Во тој случај, денеска додиме во молот. Не давај, можеме да шетиме како тинејџери, да јадеме пица, да разгледуваме CD-ња без да купуваме. Јас имам 33 години и не планирам да одам во молот излезена како од матурска вечер. Тоа е единствено би го направила ако сум премногу истрокирана. Во тој случај, кажи добра вечер на нашиот неочекуван гости. Ти мене многу лошо ќе ми влијаеш. Триша, на тебе никој не може лошо да влијае. Ти почна на вистина да ми се допаѓаш. Опа, извадив кокаинот и најнаш станав најпрекрасниот на светот. Не користиш често, нели? Не, мене и малку ми делува. Со тебе сакам да сме со бистра глава. Може да ме затворат. Во тој случај, ќе поминеме ноќта јас и ти заедно во затвор. А не може само да ја поминеме ноќта заедно? Ти се вцрви. Ти се вцрви. Се вцрви, исто. Не очекуваше јас да му предложам. Не очекував ти да ми предложиш. Добро, во тој случај тргнуваме. Чекај. Би сакал подобро да се запознаеме. Ох, Господи. Не сакам да отидем во тој ефтин мотел, да се издрогираме и да седеме туку така. Мислам дека јас и ти би можеле да направиме нешто повеќе. А што има лошо ако отидеме во тој мотел, се издрогираме и седеме туку така? Што тука не ти се допаѓа? Како не разбираш? Ти ми се допаѓаш. Почувствував нешто за тебе. А сигурен сум дека исто да го почувствува и ти. Ти немаш поима точно што јас сум почувствувала. Мене не ми е гајле дали си зависник трип, не ми е гајле дали си лажко, дали си манијак, дали си женет, дали има објавено потера за во сите држави за тебе. Јас сакам вечерва да си поминам убаво, сакам да отидам во тој мотел, сакам да се издрогирам и да се евам просто од задоволство. Разбра! Триша! Мислам, извини што сум волку плитка. Триша, не сум сретнал друга како тебе, пријатно ми е со тебе. Се забавувам како никогаш во животот што не сум се забавувал. И не сакам да го пропуштам моментот да видам што би можеле јас и ти, докаде би можеле. Добро! Ако сакаш да отидеме во тој мотел да се издрогираме и да се ебеме, така нека биде. Но пред тоа сакам да ти кажам што чувствувам за тебе. Не сакам да сум уште една бројка во твојот тефтер. Ти очигледно има премногу работи што не ги сакаш. Кажи ми точно што сакаш. Сакам да ми ветиш дека после тоа нема веднаш да се заминиш. А јас се познавам премногу добро и знам дека обично после тоа заминувам. Добро, Марет. Еве ќе ти ветам дека барем ќе се обидам да останам. Ама сакам и ти да ми ветиш нешто. Вети ми дека после тоа нема да стоиш како залепен за мене, да ме манијачиш и да сакаш да ме промениш. Сакаш да ти ветам дека нема да се влюбам во тебе, така? Сакам да ми ветиш дека нема да ги силиш работи, дека нема да ме притискаш. До овде ми е дојдено од такви. И уште нешто. Вети ми дека ако ме видиш уште еднаш вака грдо облечена, веднаш ќе ме застрелаш. Не ми се смеј. Не се смеј. Ако ти го ветам тоа, треба да те застрелам уште сега. Ајде да наздравиме само на Боженци, Трейси и Скот. Да наздравиме за Трейси и Скот. Опс. Опа. Благословен да е бракот на Трейси
во бракот, како звездите што сеат. Нека уживеат во бракот. И нека бидат чувани од сите ангели на светот. За Неси! Искок! се учи. Главата ти ја скршам! Ми требаат мене не студинката, ни животот. Како во шумата си растела, Снао? Не знаеш ти што правиш, ти што зборуваш. Слушнав. Затворија вратата, Петар бе. Да те отвее да даде Господ. Боже, прости ми. Од чего да ти ме бркаш, мори? Кој те брка, мајко, затворија само вратата. Да ти се затвори и никогаш повеќе да не ти се отвори. Стави малку шекер во кафето. Син ми не го сака сладко. И зашто плачеш сега? Очите да не ти ги извадив. Маш ти дадов, мори. Маш како планина. Од кило место сум го одгледала. Со тебе да го потребнам. Доста! Ми се стемни пред очите. Од што ти се стемни? Ајде кажи да слушнеме. Облека немаш, јадење немаш, на село живееш, дом како Сара имаш, слугинка побара и слугинка доби. Не ми требаат мене ни слугинката, ни животот. Па слугинка да бе помалку ќе ме малтретираше.
Види, Етине. Наутро од кревет не можеме да те станеме. Куќата од тебе се засмрде, а нештата не ти се помрднуваат. Мамо! Пекли! Every night I hope and pray a dream lover will come my way. Girl to hold in my arms, know the magic of her charms. 'Cause I want girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love. Види на што личи куќава чедо. Да не сум јас. Да не си ти? Не се смеј, синко! Луѓето снаи имаат. Еде оваки речикава Дафне, иако е куца. Куца е бре, Велчо, иако не се гледа. Ама мене тие не може да ми излажат. А слушам, и некој офицер ја сакал додека била во Шумен. А добре е девојката чедо, има и малку пари на банка. И збор ќе ти зборне, и рака ќе ти бакне, и ќе ти се насме, за да ти се заслади срцето. А нашава! Како ја погодивме! О, Господе! Па ти ми ја избра, мамо! И јас си ја сакам! И па те зацрнив јас тебе, чедо! Ти се допаѓам? Не се смеј сега! Размислува, мамо, ако ме унапредат, да си отплатам куќата, потоа да си купиме мебел, некако голо ни е тука, не? И тоа ќе биде, синко? Здравје? Дафне и мајкинки ни плаќаат по 150 гроша кирија, имаат тие. Ја јадеш ти! Дечка, мамо, ја јадеш! Слушни што ќе ти кажам. Што зборуваш, синко? Живее како грофица. Од една страна ја служи слугинката, јас од друга. Мамо, ма! What you want? Baby, I got what you need. You know I got it. All I'm asking is for a little respect when you just a little bit. Hey, baby, just a little bit. Just a little bit. Mister, just a little bit. I ain't gonna do you wrong. Why you go? I ain't gonna do you wrong. 'Cause I don't wanna. All I'm asking. Ке ги разлеш, знао. Остави сега. Воопшто не знаеш да служиш. Нареди ти! Еве. Зими, сине. Нека се учи. На лошо ли ја учам? Доста, мамо. Велчо, остави те молам. Ке ја учам се дори сум жива. Види ја сега! Остави го столот, јас ги наредих, рацете ми падна. Пристојно е. Ти ќе ме учиш што е пристојно? Мамо, ма! Лед живот. Деч! Велчо, слуѓенка ли сум јас во куќава? Да не смееш ништо да направиш. Што лошо и реков не Велчо, сине? Па и јас мала сум била и ја меѓу луѓе сум живеела. Доста, мамо! Совет, човек едно кафе не може на рад, испие без да се скарат. Тебе ти зборува, мајко! Врзи си го јазикот! Зошто се разнути овој бре? Толку ли ти се здосадила мајка ти? И што толкуваше и реков на ова, па толку се навредивте. Ау, Велчо, сине, што направи? Се ќе фрлам на подот! Ами зашто не ме гаѓаше со филџаните по глава, моричедо? Од кило месо сум те одгледала. Радувај се! Радувај се, Снао, ме скара со син ми! Ке си оди, мајка ти, чедо!
Дечке, стара жена, го знае само своето тоа што поминало старото време за неа, ново нема. Се правам, Велчо. Се правам и ништо не помага. Ќе помогне, ќе имаме дете и мама на раце ќе те носи. Ама не разбираш, Велчо, посебна е таа, посебна. Не можам да ја угодам. Не ја слушај, нека си дрдори. Ама таа користи такви зборови што ме фрлаат право в гроб. А тогаш одврати и ти. Засрами се. Зошто? Затоа што ти е мајка. Нели не е мајка? Мила моја, не те цени таа тебе. Затоа понекогаш и ти биди груба со неа. Ама не разбираш, Велчо. Таа понекогаш и физички ме напаѓа. Како? Те тепа. Гости! Гости с наони идат! Да се гости су. Сестра ти ви доаѓа на гости. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did wrong, how much wrong. And I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second, you'd be back to bother me. Going down the door, walk out the door, just turn around now. Show myself coming anymore. Were you the one who tried to hurt me? Inside, didn't think I'd crumble? Didn't think I'd lay down and die? I will survive. Штом те видам онака зачешлана, штом те видам косите со цвет, срцето в час затреперува и се присеќам на се каков чудесен ден, незаборавен ден. Средба ненаднав час, што не сближи тогаш И јас, дечка, ја сакам како очите. Тоа срце што го има вистински шеќер. Бог ми ги продолжи деновите. Кому му го зборуваш ова, а? Ми тие дечка воопшто не се личите, иако сте родени сестри. Ми таа е тивка, кротка. Посегнам ли по нешто, немој мамо ќе каже, ти си сега стара, ти треба да одмораш. И не дава правда падне на мене. Како е сега таа? Ами, до крајов на месецов, ако рекол Господ, изгорена сум за женска рожба, а дечка се плаши, то ти е прв пат. Ама зошто да се плаши, ете, а слугинката, ете сум јас, ке работиме, таа нека си одмара. Колку месо купувате на ден? Што месо? Колку месо купувате? Сега треба добро да ја храните, да не се стискате многу. Штом те видам, онака зачешлана, штом те видам, косите со цвет, срцето претерува, се посегна на себе, штом те видам, онака облечена, и старо за шаče грдано, радостен пак јас помислувам, да забораваш ме ти како чудесен ден, не забораваш. Дечка има болки! Ами рано е пречедо, па не ли уште еден месец има време? Не е рано, ба. Не е рано. Сега треба добро да ја пазите дечко, не мене една и единствена. Оф, па јас ја жалам повеќе од мајка. Знам како ја жалиш ти. Само едно запомни. Татен из Балканов турци убивал. И човечка кожа на клинци сушал. Толку! Зарем не ја жалам јас, највеќе од сите. It's not unusual to have fun.
акушерката, момо! Што знае пред тоа жено? Дали ми бабица? Како што знае? Во Русија учела! И јас сакам да учам завче! Ке ми ја умра тупавата сна! Одам да викнем доктор! Доктор! А пресине мој! Зошто ти е таа жена утре? Штом денес доктор ќе ја гледа? Одам да викнем доктор! It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Ке ме обвинат мене? Тоа се знае. А што да правам? Што ми го земам детето умот како да го земам? Меден на баба, убав на баба. Како да го оставам? И зашто морало сега доктор? Само пари да се трошат. До пладне беше на нозе. По пладнево и текна да го изнесе детето во дворот да дишело. И не ги дадов. А сваѓа да па ми вери. Не е твое детето. Не било мое! Не е ли момчето повеќе на татко? Да беше женско, ќе беше друго. Однесете ја на село. На воздух да е. Сама да биде со детето. И сега да сме тргнеле по селата. Заробене сили. Заробен. По лекари и лекови. Луѓето знае имаат, а ние? Само ја гледаат мажи. Биле доктори. Доведоа ли доктор? Доведо! Каде бегаш со детето? Зошто да бегам, дома сум си. Каде пак го носиш? Зошто не го оставиш со мајка му? Широко ни е ниско ти. Наше и ни е мило. И како да го оставам кај мајката кога е болна, а болеста која е не знаеме. Само ножици за твојот јазик. Црт. И па такви сме ние, лоши сме. А зошто сте вез ден долу кај онаа караконџула од Кираџика? Ке која бре? Да не сака младена змија да ти стане втора снаа. Господе, девојката си е верена со офицер? Ве молам, господине докторе. Ама сестра ми вчера беше сосема здрава. И пак е здрава, господјо Керекова. Единствено ги загуби нервите. Ама вие не разбирате, господине докторе, таа ќе мрази се во куќава. И вратите, и прозорите, и подот по кој што гази. Единствено детето ја смирува, а свекрвата и него го зема. Однесете ја негде на село, на воздух да е, сама да биде со детето. Змијо една. Вештерка стара. Вампирка. Хиена. Караконџула! Избирај. Или мајка, или жена. Тоа е целата приказна? Абре, сега ќе одлучиш во овој час, во овој миг. Што да одлучиш? Испрати ја негде мајка ти. Каде? Преку 9 планини, 9 мориња, ѓавол да ве земе. Ти, мајка ти овде луѓе убивате. Ви убивате сестра ми, мајката на твоето дете.
Сум ја убивал мајката на моето дете. А нели сум јас дете на мојата мајка? Неспособен си, неспособен. Се нафрлите на мама, така што сега и да сакам некаде да испратам, нема да го сторам тоа. Добре, ајде, решај. Не го спенирувај! Најпосле јас можам да се налутам. Не можам јас за ваш чип да испратам некаде мама, кога е таа сама на светот. За наш кеф, а? Мајката, и кај најстарите народи секогаш била светиња. Кинезите имаат поговорка која вели која сака сопствената мајка повеќе од жената прави 100 добри дела. Запомни го ти и ова. Кој сака сестра повеќе од зет плачко прави 1000 добри дела. И нека не се враќаат повеќе. Полека, сестро. Полека, дечке. Не си ти самичка на светот ѓавол да ве земе. О, Господе! Како ќе им соплувам в очи на луѓето? И ако сестра не жалиш, барем пожали ми ја староста. Ајде, сестро, ајде, дечке. Ке те изведам јас тебе на сонце и на живот. Храброст! Море, најдобро ќе биде правот гроб да одам. Дечке, врати се, дечке! Вратење се на мол! Дечке! Скри се под пустанот на мајка ти неспособен еден. Добро! Много добро! Само да знаете дека јас можам да се налутам. О, сине на мама! Ехна мајка морските таласи! Убавна мајка! Незините нозе нема да згазат во оваа куќа. Така е, чедо! Ама луѓето, што ќе речат луѓето? Што сакат нека речат. Јас сум маш. И нема да попуштам. Чедо, а внучето? Внучето! You are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. Вие ќе заплачете? Вие плачете? Нема зашто. Не сум се оженил јас со неја од љубов, не. Само за детето ми. Срамота. Дечка вас не ве заслужува. Не ми се верува да заврши гимназија и да тргне помот на сестра си. Јас имаше на плочки да се залепам и не би излегувала од куќата. Лоша е мама. Вие не знаете колку е лоша мама. О, Боже, а колку сте вие добар, колку сте вие добар. Лоша била мама, лоша била мама. Црц мрц, лоша добра, таа ти е мајка. Ќе дојдете ли пак, господице Дафне? Вие треба да станете лесен како перо, за сам да се издигнете над животот. Ќе дојдете ли пак? Sugar, honey, honey, you are my candy girl,
Sugar, sugar, you're my candy girl, and you got me wanting you. Маш планина. А некако ни поручникон, него ќе морам да го извадам од глава. Еве ми го, Велчо Свилен. А и куќа има, и мебел ќе ми купи. Сега да не е она мајка му. А и вдовец е? Не? Ау, Дафне и вдовец го направи. Си извинувам. Телеграма. Од поручникот ми го преселиле во Казанлук и бил на море во Бургас. Не, нема повеќе да му ги прифаќам писмата. Никако. Се венчаваат раби Божи, Дафне и Свилен. Се е подготвено. Еве документите за разводот веќе се подготвени. За свадбата ќе ми треба мебел. Кога ќе ми купиш мебел? А зошто не е мебел? А, така ли се разговара со една дама? Мирно! Слушам! Значи утре купуваш мебел. Купувам. Потоа, јас ќе го редам мебел од горе, а ти ќе заповедаш на својата мајка да биде долу. Ќе и заповедам. А што ако таа не се покори? Тогаш вие ќе наредите. А што ако пак не се покори? Шепнете ми на уво, што ќе направите на својата мајка доколку таа не се покори? Ве сакам. Како небото ве сакам, како сонцето ве сакам. 3 дена во изолација и тука нема да газите. Јас дури сега чувствувам дека вистински живеам, верувајте. Може колку е дрзок. Дозволете да ви ја поголам само косата. О, најдобро ќе биде да си ја заклучите својата мајка во кујната, кај слугинчето, а потоа додите кај својата жени да барате прошка. Не! Не! Предпочитам да умрам. Вие ли да умрете? За вас. Сум подготвен на се. Верувајте. А мебел ќе мора да се купи. Неќе мора. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loving me so loving you. I just can't believe it's so. Еве ме, Чедо! Мамума! Јас си ме барал вече, Дафне! Ами си ми потребала! Утре купувам мебел. Сине! Нема веќе, сине, мајко, во оваа куќа јас сум маж. Ама помисли, сине! Во борч си до гуша! Кога ќе го донесат мебел, ќе оставиш Дафне сама да го реди, јасно? Јасно? Да, али те учи така? Не сакам повеќе да те слушам. Кој те измами, Чедо? Мајка, што е оваа работа од тебе? Не, сега да го кренам цело мало! Мајка сум ти бре, и доброто ти го мислам. И се дури не видам Дафне колку пари има на банка, јас нема ништо да планирам. Кога ќе го донесат мебелот, ќе се затвориш горе во малата соба и нема да излегуваш, јасно? Ами, оди тогаш, сине и гробот ископај ми го. А не сините чепли, моли Чедо! Десниот е еден прст повисок од левиот. Куцичка е таа. Куцичка! Бегај горе во собата! Мајка! Бегај горе во собата! Мајка, Чедо, што правиш вака со мајка? Бегај горе! Мајка! Мамума!
не си ја врати првата жена, бре? Магија му направиле на син ми! Снаја ти дошла во комши и пратила една девојка. Оди и види што сака. Снаам или? Немам ја веќе сна. Тоа си е ваша расправа, господјо. Оди и види што сака. Аха, ке сака. Тоа што го донесе да не го сака од дома. Гола, дојде облечена си отиде. Учителка сакала да стане, па да ги вратам свидетелствата. Како да не? Настомак да се влече за мене, таа и пак нема да ја сожалам. Каде се свидетелствата? Оди најди ги, дај ги, срамота. За колка лет да пита на улицата и пак нема да ја сожалам. Добро, тогаш еве, јас ќе ги дадам. А ти што се мешаш? Ете така сакам, ќе си се мешам. Мори, Дафне! Што си ти таква девојка, Мори? Мори, и ти треба да слушаш оно што ти заповедал син ми. Too sexy for my love, love's going to leave. А свидетелствата на господја дечка ќе ги дадеш. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Си извинувам, имам повторна телеграма. Од поручникот ми е. Срничке, не ме оставај. Ја добив твојата телеграфска наредба да судавам во морето. И еве ти телеграфирам, одам да судавам насуво. Тепај ме ако сакаш. Гази ме ако сакаш. Не чекаат денови заедно во казанлак кај розите. Лаже! Не лажам! Тепај ме ако сакаш. Јас сум богат, Дафне! Тој богат! Лаже! Не лажам! Наследство добив! А што ако не лаже? Што ако стварно е богат? Што барам јас овде? Јас го сакам поручникот. Јас бегам од овде. Бегам! Еве, Дафне, кига чиката мајгосница! Ни го мајдем со син ми Велчо, свире! Убавна мајка! Ме посрами! Со земјата ме срамни! Дечке, прва снао, мила! Прати се! Не оти јас бев толку лоша со те, ма гепсана бев снао! Дечкена мама, како јагне кротка, милана мама, еве вака ќе ти се постелам черга, врз мене да газиш, само врати се! Врати се, прва снао, мила, врати се! Штом те видам, ме каза чешлана, штом те видам, косите со цвет, срцето час растрепенува и се присетам на се. Штом те видам, онака облечена, иста блуза, шалче, гердана, радостен пак јас помислувам, не забораваш ни ти како чудесен ден, незаборавен ден. Средба нема час, што не сближи тогаш не слала, штом те видам, ме каза чешлана, штом те видам, косите со цвет. Се затвори во собана со детено и пак почна да плаче. Море, како беше вчера, како е денес, и добре е. Сега ке дошла старана вампирка со синчето од нас да бараат прошка. Немаме ние влакна на јазикот, не? Ајде поѓута малку да не треснам пак нешто. Јас сакам, сестра ми. Јас сакам, а ја доведов до ова дереđe.
Разведов млада жена од незиниот маж и ја оставив да го гледа животот низ прозорец. А да прашам јас дечка што мисли за ова, а? Ма што има да мисли, друга го свртела умот на мажот ти. Кога ќе дојдат, ќе ги натерам од неа, од дечка да бараат трошка. Нека чекаат. Нека почекаат малку. На своја кожа да почувствуваат. Нека чекаат. Јас крив. Јас сум чедо кривата. Доста, мамо. Од срце го велиш ова или само со јазикот? Не лага од срце. Мамо, Јазикот да ви се слуши, чедо ако ше разбори избегал. мамо, Доста де! Не сте дома! Сега. Сега, јас сум подготвен на се. Гледа, ушите ми избореа се. Не ви ја давам на голи зборови. Ќе ја препишете куќата. И таа да е господар на нешто. Или тоа или ништо друго. И ние истото го разговараме. Мачка со 9 животи си ти еден заминал 8 остануваат. Слушни ваму што ќе ти речам. Во моја куќа никој никого не сме да те па затоа ти ќе дојдеш на 2 недели да живееш кај мене. Него треба и в гроб поднесете ме. Слушај, мамо. И јас имам меко срце како сестра ми дечка. Ама ти едно да запомниш, во кујната да не се мешаш, садови да не пајкаш. Дечка се сама ќе си припрема. Ако чедо. Ти е слабост во се да се мешаш. Почекај, ќе дојде време кога дечка сама ќе те побара. Кога ќе си изнародат деца. Но, додека не се роди друго, детето без прашање нема да го земаш. Не. Не, сина, не го знам. Не го знам, не.
Навистина Жешко е овдека под рефлекторите, верувам дека и вам вие Жешко човекот можеше да излезе 100%, се топеше овде. Гледате и јас. Пијам многу вода, ми многу се потам навистина. Изгледа дека е доматичниот број ќе да ема. Или што сум бабаданче, ама само за внук ми. Се разберам. Кога бев млада жена, мислев дека страста и потребата за љубов полека испарува како што водата полека испарува овде од шишето во воздухот. Така не учеа баби, стринки, тетки. Сега, ја на малку време кога ќе останеме насамо со мажот ми, потребата од допир и не само што станува поинтензивна, туку е и емотивна. Кога бев млада жена, на еден коктел после една премиера, еден повозрасен човек ми кажа дека неговата сопруга што неодамна умрела, за него не е мртва. Затоа што сеќавањата и спомените од времето што си ги поминале заедно се уште се живи во него. Сега, многу често знам да се фатам ноќе, како слушам дали маж ми дише до мене и знам да го зграпчам во преградка, од страв да не му се случи нешто или како јас ќе продолжам да живеам без него. Знам дека неминовно ние ќе си заминеме еден по еден, исто како што лисијата неминовно си паѓаат од дрвјата, а другиот ќе мора да си го продолжи животот. Животот толку е бесценет и затоа не треба да си го оставиме на случајности. Затоа што е еден, единствен и ваш живот. Затоа треба да го цениме. Здраво. Јас сум Весна. Јас сум верник и работам проекти со деца. Живеам во среќен брак и многу патуваме со мојот сопруг. Но последниве 5-6 години мојот живот се сведува на живот измеѓу две болници. Операции, анализи, пунктирања, терапии, болка, неуспех, сомнеш, тага, представи во театар, дружење со колегите, дружење со фамилијата и повторно нов импулс, нова битка, повторно болници, повторно терапии, анализи, пунктирања, нови представи во театарот, нови улоги и секако силна верба и силна надеж и силна поддршка од околината дека ќе се успее во таа многу неизвестна битка. Ја благодарам. Здраво, јас сум Славица, имам 34 години. Пред 2,5 години станав мајка на едно прекрасно машко дете, кое што ми ја дава сета најчиста, неисфилтрирана, најголема љубов на светот што може да постои. Сум многу среќна поради тоа. Пред да ми се роди мојот син, мојата најголема λλубов беше овој театар. Секогаш толку многу верував во него. И сега сум со еден таков голем проблем што сум растргнат измеѓу овие две сили, моето дете и мојот театар, кои што за мене значат многу. Некаде прочитав дека децата се најголемото богатство, но во исто време и то живот на робија. И некако сум заглавена во таа реченица, за тоа дали ќе бидам доволно добра мајка, дали ќе бидам доволно посветена на него, а во исто време ми е исто така голема болка дали доволно вечерва играв добро, дали се дадов доволно.
И тоа е еден проблем кој што ме мачи веќе подолго време, но по принцип сум борец и знам дека ќе успеам некако и тие две работи да ги избалансирам. И тоа сака вечерва да го споделам со вас и благодарам. Добро вечер, јас сум Јордан Витанов, имам 62 години и едва ја останав жив. Пред една година и нешто имав мозечен удар и додека тоа се случуваше во тоа бунило, постојано ми се наметнува некои прашања, нејасни, магловити ставови. И во тој момент, кога бев на некој начин свесен или полусвесен, две прашања, односно три прашања, постојано ми се наметнува како доминантни. Прво, дали ќе останам жив, потоа, ако останам жив, каков ќе бидам? И трето, не знам зашто во тој момент ми беше најважно, дали ќе можам да зборувам. И тоа некако помина. После морав да додам на 3 комплицирани операции и дека тоа се случуваше таму. Имав долго време да размислувам малку за мојот живот, за тоа што сум го направил, за тоа што не сум го направил, за тоа што сум го направил, како сум го направил, дали требало, не требало и така натаму. И сватив дека голем дел од мојот живот помина со беззначајни луѓе, за беззначајни настани и така натаму. Но и тоа е дел од мојот живот, тоа што сум го поминал, така можам да го вратам, се разбира. Во тој момент ме храбраше само помислата дека имам околу себе своји блиски кои ме сакаат и јас бескрајно ги сакам, и тоа ме крепеше некако да поминам тоа премрежие. И помина и тоа некако, и по некој време Господ ми дари една голема радост во срцето. И сега јас сум бескрајно благодарен што можам повторно, што се вели дека гледам сонцето, да му се радувам на животот и да играм се уште во мојот театар и во мојата професија како вечер. И за тоа, како што кажав, сум бескрајно благодарен на Бога. Фала. Снеже, те сакам. 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 It's been a long time since I seen you smile.